Кирил Донски е роден во 1923 година во стариот дел на Штип наречен Новосело. Неговата мајка, Рајна Самандова Донска, родена во 1888 година, а починала во 1968, потекнува од едно од најстарите штипски и новоселски семејства. Таа е опеана во познатата штипска народна песна "Мери Томчо стодра малва, однеси ја на Рајнето преку реката". Незините родители се викале Захарije и Катерина и биле родени во средината на 19 век. Од таткова страна, најстариот познат предок на Кирил се викал Цеко, кој се родил во првите години на 19 век. Негов син бил Доне, кој се родил некаде во 1830 години. За Доне се знае дека бил земјопоседник, а имал и 12 зевгари волови и околу 4000 овци. Се занимавал и со градежништво. Изградил воденица со 12 камења во село Јамуларци, на реката Брегалница, крај која направил и мала брана. Од името на Доне настанало и денешното презиме на неговите потомци – Донски. Доне бил оженет со Ката, а едно од нивните деца бил Милан, таткото на Кирил Донски. Милан се родил во 1876, а починал во 1947 година во Штип. Потекнувал од Светиниколското село Богословец. Откако се оженил, со Рајна Самандова се преселил во стариот дел на Штип, наречен Новосело, а потоа и во центарот на градот. Милан бил учесник во борбите за национално ослободување на македонците. Милан, таткото на Кирил, бил одличен стрелец со пушка уште од најмали нозе. Заради неговата способност да ракува со оружје, останал во сеќавање еден настан уште од времето кога бил момче на 13 годишна возраст. Имено, во тоа време некој бек правел многу зулуми врз населението. Комитите неколку пати се обиделе да го ликвидираат, но без успех. Тогаш некој постар човек им рекол дека бегот може да го отепа само невино момче. Така тие му предложиле на Доне, таткото на Милан, тоа да биде неговиот 13 годишен син за кого знаеле дека е одличен стрелец, на што тој се согласил. Еден ден, комитите му поставиле заседа на бегот. На младиот Милан му рекле дека тие ќе се справат со беговата придружба, а негова единствена задача е да го гаѓа и да го ликвидира бегот. За време на престрелката, додека комитите се бореле со беговата придружба, Милан успеал да го погоди и да го отепа бегот. Во исто време, додека го гаѓал, бегот го забележал и го погодил Милан во вратот, но Милан оздравел, а малтретирањето на населението престанало. За време на бугарската окупација на Македонија во Првата светска војна, Милан бил пријавен од некој сограѓанин дека бил противник на бугарската окупација и борец против врховизмот. Како резултат на тоа, двајца врховисти дошле до неговата куќа во Штип. Го повикале Милан да излезе надвор пред портата. Само што се појавил, тие безмилосно го избоделе со ножеви повеќе пати. Тешко ранетиот Милан веднаш бил ставен во свежо заклана свиња, на која претходно и била извадена утробата. Одвај преживел и закрепнувал долго време. Кога подоцна во Македонија дошла српската власт, тие ги собрале и притвориле најголем број од врховистите во градот, како и луѓе кои биле пробугарски ориентирани. Тие разбрале што му се случило на Милан. Како нова власт, сакајки да го придобијат населението на своја страна, го повикале Милан да го препознае човекот што го пријавил на врховистите.
Кога заедно со српските стражари поминувале покрај затворските келии, предавникот го видел Милан и веднаш му се фрлил пред нозете, молејки го да му прости. А Милан му одговорил: "Тргни се, не те познавам." Со оваа постапка тој му го поштедил животот, покажувајќи ја својата човечка големина, но во исто време свесно избегнал да биде поврзан на каков било начин со новата српска власт. Во бракот на Рајна и Милан Донски се родиле 12 деца. Во предстојните тешки времиња 6 од тие деца починале. Рајна понекогаш знаела да си каже: "Децата си ги поделивме со Господ. 6 на него, 6 на мене." Преживеаните деца се Методи, кој работел како професор во гимназија и се занимавал со дрворез; Павлина, мажена за Кржан Шимик во Хрватска; Љубомир, кој бил познат македонски сликар и писател; Јордан, кој живеел во Белград и работел како дипломиран архитект, а се занимавал и со сликарство; Галаба, мажена за Мили Илиевски во Скопје, која работела во областа на медицината, и Кирил Донски. Уште како дете, Кирил Донски се истакнувал како лидер во малото, кога ги предводел децата во уличните игри и борби. По завршувањето на основното училиште, заедно со своето семејство, Кирил се посветил на обработка на скудниот земјишен имот што го имале со цел прехранување на многобројното семејство во кризните времиња меѓу двете светски војни. Чувствувајќи ја тежината на рачната обработка на земјата, уште тогаш кај него почнале да се јавуваат идеи за механизирање на известни производни операции, а првите идеи, кои што многу подоцна ги има и патентирано, биле механичка копачка, машина за нижење тутун и уред за вакуумско берење на афионски катран. Како малолетник, Кирил заминал од штип и работел се што ќе му се понудело, а известно време работел и во тогашната позната ливница Меркур во Белград, каде се запознал со идеите на работничката класа, па иако малолетен бил зачленет во Обединетиот работнички сојуз на тогашна Југославија. Во 1940 година се вратил во Македонија и известно време работел во Штип, Битола и Скопје, а истовремено завршил и средно стручно образование. Секаде каде што работел давал иновацијски идеи за подобрување на работниот процес, кои биле прифаќани од сопствениците. За една таква иновацијска идеја, која била реализирана во Битола, во август 1943 година пишувале тогашните бугарски весници Зарја и Утро. Додека работел во Битола, немирниот дух на Кирил го одвел во посета на тогашниот познат битолски јасновидец, Синан Хоџа Десовец. Од постарите работници со кои работев, слушнав дека таму во џамијата бил прочуениот јасновидец Оџата Десовец, па поради љубопитност отидов да ми гледа и мене. Кога стигнав, ходникот беше препон со луѓе кои чекаа да им гледа. Веднаш забележав дека сите луѓе кои што чекаат на ред беа возрасни со сериозни маки и проблеми. Штом ми дојде редот, влегов кај него, а тој ме праша: "Што бараш бре ти, детиште?" Кога му реков дека доаѓам да ми гледа, тој од првин се намурти, но потоа се согласи да ми ја исполни желбата. Ми побара еден дел од облеката, кој, како што рече, ми го допира телото. Го зеде парталчето и почна да го вртка низ прстите. Наеднаш така упорно се загледа во мене, што морници ми излегоа по телото. Потоа ми го рече следното: "Набргу ќе одиш во војска. Потоа ќе учествуваш во вистински борби и ќе добиеш офицерски чин. Ќе војуваш надалеку. Многу куршуми ќе летаат околу тебе, но нема да загинеш. Еднаш конј ќе те спаси од чиста смрт. Втор пат исто така ќе бидеш во смртна опасност. Ако и неа ја преживееш, ќе имаш долг век. По војната ќе западнеш во криза и ако ја надминеш, ќе стекнеш висока воена позиција. Пред тебе гледам два пата. Едниот е поврзан со воена, а другиот со успешна цивилна кариера." Откако го рече ова, ми кажа дека можам да си одам.
Кирил излегол надвор и зачудено, со неверување си помислил дека тој никако не е поврзан, ниту со војска, ниту со воена кариера и смртни опасности. Многу години подоцна се уверил дека тоа предскажување во целост се обвистинило. Во март 2012 година, на молба од Американскиот меморијален музеј на Холокаустот со седиште во Вашингтон, беше реализирано интервју со Кирил Донски во кое тој сведочи за животот на евреите во Штип и во Битола, како и други историски настани. Во ова интервју, меѓу другото, Кирил Донски сведочи и дека лично ја гледал депортацијата на евреите во Битола од страна на бугарските војници и полицајци. И почнаа да ги водат евреите. Една жена со мало дете, друго по неа оди, плаче, ужасно нешто. Видов и други, 4-5 групи ги тераа. Од една куќа, па од друга, па од трета, бугарските војници им давале само 15 на минути да си земат што им треба и ништо повеќе. Едни плачеа, други одеа со наведнати глави, знаеа што ги чека. Одеа пеш, имаше коли, ама тие не им ги даваа на нив. Во истото интервју, Кирил Донски сведочи и за ограбувањето на еврејските куќи во Штип од страна на бугарските полицајци и цивили. Во Штип, по околу 1 месец од депортацијата, бугарите организираа одбор, претежно составен од штипјани бугарофили, за претрес на еврејските куќи. Претресоа што претресоа, се награбаа злато, имало доста злато. Потоа следуваше наредба да се изнесе намештајот од куќите, јоргани, душеци, кревети, се што може, се што е подвижно. Тоа го продаваа на лицитација на плоштадот, јас лично го гледав, но по наредба од татко ми јас не зедов ниту игла. Татко ми рече, тоа е колната стока. И навистина, ништо не зедов. Есента 1943 година, Кирил бил мобилизиран на редовно одслужување на воениот рок во бугарската армија. Таму ја дочекал капитулацијата на фашистичка Бугарија во септември 1944 година. Бугарската фашистичка армија се распаднала, а војниците и офицерите македонци во неа се самоорганизирале и дошле како организирана војска од над 11.000 војници и офицери во Македонија на чело со полковник Пецо Трајков, ставајки се на располагање на народно-ослободителната борба и партизанските одреди на својата татковина. Меѓу овие борци бил и Кирил Донски. Тој активно учествувал во организирањето на оваа македонска армија во Бугарија, поради што бил ранет во Софија од страна на бугарски националисти, кои се спротиставувале на одвојувањето на македонските војници и офицери од бугарската армија. За овие случувања, во својата книга Подвизи за славата на Македонија, Кирил Донски сведочи. Прибирањето на македонските војници во некои случаи не одеа лесно. Во доста касарни во Бугарија имаше тврдоглави старешини кои што не сакаа да ги ослободат од должност македонските војници, некои од нив ги пуштаа, но без сопственото вооружување. Заради тоа, со мене заедно одеа и уште 20 искусни и до заби вооружени македонски борци. Кога во некои ситуации бугарските старешини се закануваа со оружје во раце, на моја наредба, моите војници веднаш реагираа и ги репетираа своите пушки кон старешините. Така ги разрешувавме недоразбирањата, а нашите војници сите до еден беа пуштени со сопственото вооружување. Уште пред да дојде во Македонија, Кирил добил доверлива задача од полковник Пецо Трајков. Имено, веднаш по сломот на фашистичка Бугарија, во Софија бил уапсен бугарскиот полковник Љубен Апостолов, кој го наредил стрелањето на 12 младинци во село Ваташа, кое се случило во јуни 1943 година. Лично Кирил Донски со вооружена стража го спровел од Софија во Горна Џумаја, денешен Благоевград, од каде бил предаден на властите во Македонија. За овој настан Кирил Донски сведочи. Во Ваташа беа стрелани 12 младинци. Јас тоа не го видов, но тој што наредил да ги стрелаат, јас го спроведував од Софија до Горна Џумаја во една санитетска кола по наредба на полковник Пецо Трајков. Се викаше Апостолов, полковник.
Бил командант на гарнизонот во Велес. По негова наредба беа стрелани младите во Ваташа. Во Горна Џумаја, која денес се вика Благоевград, имаше македонски штаб и таму го предадов. Потоа со него уште 20 на луѓе ги судеа во Скопје во офицерскиот дом и ги осудија на смрт. И него го осудија на смрт, но не го стрелаа, туку го спроведоа на гробот на младите, каде народот го уби со камења. Со доаѓањето во Македонија, уште во ноември 1944 година, Кирил учествувал во борбените дејства на партизанските единици во Источна Македонија, а потоа, од страна на главниот штаб на НОВ и партизанските одреди, бил испратен на виш офицерски курс во Скопје, кој го завршил со одличен успех. Како резултат на тоа, бил поставен за командант на првиот батаљон на првата македонска ударна бригада при 15-тиот македонски корпус и заедно со илјадници други македонски борци учествувал во борбите низ Југославија. Како командант, Кирил активно учествувал во борбите за пробив на Сремскиот фронт, во борбите за ослободување на Винковци, Врполје, Славонска Пожега и Загреб, како и во жестоките борби кај реката Илова, Соколовац, Грубишко поле, Дуго село и други. Како командант на првиот батаљон, учествувал и во борбите во Словенија и Босна. Иако помина долго време, Сремскиот фронт за секогаш ќе остане запаметен како место каде што се одвивале најтешките борби во поранешна Југославија за време на Втората светска војна. Овие борби траеле речиси 6 месеци, при што биле пробиени дури 7 германски утврдени одбрамбени линии преку жестоки борби и тешки загуби од обете страни. Во продолжение, ќе наведеме дел од сведоштвата на Кирил Донски објавени во неговата книга «Подвизи за славата на Македонија», кои ја прикажуваат сликата за храброста и тактичката подготвеност на македонската војска во борбите против фашистичкиот окупатор. Наредив збор на батаљонот. Ги викнав командирите на четите и откако им ја предадов наредбата за нашата втора борбена етапа за овој и за наредниот ден, тие се разотидоа по своите чети за да ги запознаат накратко борците со новите задачи. Сакав моите командири на чети да ги натерам да бидат што е можно посамостојни во се што е во врска со војничките должности. Кон Винковци тргнавме некаде околу 3 часот. По утврдената маршрута, според картата се движевме по селски пат, кој беше толку уништен што изгледаше како патека. Според правилата, најпрво тргна 1/10 извидници, потоа првата чета како предходница, а по неа главната каде што според мојата наредба се носеше батаљонското знаме. Јавајки на својот конј, лево од мене наеднаш слушнав една, па уште една силна експлозија. Веднаш отидов до местото на експлозијата и имаше што да видам. Командирот на митралеската чета Панде со уште неколку борци беа наишле на мини и лежеа тешко ранети. И му кажавме прва помош и наредив да се однесат во дивизиската полска болница. Потоа, следен од 4 курири, тргнав да ја стигнам предходницата на колоната. Јавајки така, го подбуцнав конјот да побрза во одењето. Наеднаш конјот застана како вкопан. Го удрив со чизмите за да тргне, но тој само ја мафташе главата горе-долу, одбивајки да оди понатаму. Во тој миг мојот најхрабар курир Стојче дотрча за да види зошто конјот не сака да оди понатаму и наеднаш викна на сиот глас: "Не мрдајте, команданте, конјот стои врз жица на која се врзани мини." Јас пребледев. Не знаев што да правам. Погледнав долу и го видов Стојче како внимателно тревка по тревка ја демаскираше жицата. "Бегај од тука," му викнав, "не мора и двајцата да настрадаме." Во тој миг дотрчаа и другите четни курири, а јас колку што ме држеше гласот, им викнав: "Назад, назад сите!" Стојче, како воопшто да не обрнуваше внимание на моето викање. Наведнат кај предните нозе на конјот, кој знае како, успеа да ја пресече жицата. Потоа му ја крена левата нога на конјот и тој како споулавен се стрча напред.
Одвај го смирив и се вратив назад, за да ги известам борците да не минуваат по таа патека, бидејќи мините што беа поставени една наспроти друга, немаше со што да ги означиме. Откако се совземав од ваквиот шок, помислувајќи дека смртта во одење навистина би била неславна, за разлика од смртта во борба, наредив целата колона да се држи што е можно повеќе по десната страна, како би го избегнале шумовитиот предел во одењето поради предпазливост од поставените мини. Непријателот напредуваше, но наеднаш српските единици, наместо да се повлечат, излетаа во еден неверојатен јуриш право кон непријателот. Настана вистински колеж гради в гради. Во тој миг, кај мене дотрча командантот на третата чета и ме извести дека од левата страна се провлекуваат низ рововите бројни непријателски сили и идат кон нас. Се сепнав. Па тие сакаа да не отсечат. Оган! Наредив оган од сите оружја, подитно и резервата да се уфрли во борба. Настаните се одвиваа со молскавична брзина. Непријателот веќе навлезе во третата рововска линија, откаде предмалку ние се повлековме. Со сета сила настојуваа да се вовлечат во просторот помеѓу оние напаѓачи врз српските единици и позициите што ние ги држевме, со цел да се спојат, за потоа заедно да ги нападнат позициите што ги држеше нашиот трет батаљон. Какви би биле последиците ако успееа во тоа, немав време ниту да помислам. Наоѓајќи се во средината на батаљонот, ги повлеков двата вода од резервата врз најзагрозената точка од нашата позиција и гласно наредив: гаѓајте ги со рачни бомби, ставете ги ножевите на пушките и јуриш за слава на Македонија, јуриш! Прв од ровот излегов јас и за миг околу себе здогледав група борци од батаљонот, помеѓу кои предничеа четните курири. Бојот беше крвав. Непријателот збесна од ваквата ситуација. Нивното тешко оружје почна да гаѓа наслепо, не гледајќи дека гаѓа и врз своите редови. Непријателот почна да отстапува, а ние напредувавме. Состојбата стана ужасна. При трчањето не знаев дали тоа што ми паѓаше врз главата се камења, земја или пак некои делови од распарчени човечки тела, најповеќе поради нагазните мини. Мините најмногу ги газеа токму самите непријателски војници, кои наслепо се повлекоа пред нас и беа повеќе изложени на вакви опасности, но од мините гинеа и наши борци. Ваквиот судир што воглавно се одвиваше низ рововските линии и сообраќајниците помеѓу нив, траеше некаде до 13 часот, кога веќе стана очигледно дека непријателот не може да се одржи, поради што нивните војници отпочнаа масовно да се повлекуваат, оставајќи помали групи како своја заштитница. Некаде околу 3 часот ме разбуди таков силен оган од страна на непријателот, што сите скокнавме на нозе. Од искуство знаев дека следи она најопасното. Непријателот тргнуваше во против напад. Следејќи го интензитетот од правецот на жестината на огнот, кој доаѓаше од висорамнината спрема селото Гарешница, дури можеа да се слушнати силни извици и повици на јуриш на германски и на хрватски јазик. Веднаш наредив борците да бидат подготвени за поаѓање. Во тој миг телефонистот ми ја подаде слушалката. Од другата страна беше командантот Милошевски, кој очигледно возбуден ми рече: "Орел, имаш ли карта пред себе?" Откако му одговорив потврдно, во меѓувреме палејќи ја својата батериска ламба, тој продолжи: "Гледај северозападно од твојата положба. Таму се наоѓа селото Соколовац. Ако за 20 до 30 минути не успеете да ги завземете позициите на тоа доминантно возвишение, постои опасност нашето десно крило да биде наполно отсечено, со што би биле загрозени и сите други единици на дивизијата. Позициите на 14-та бригада се веќе пробиени, а сега се врши обид и за пробивање на позициите на првата бригада." Гласот на командантот Милошевски беше прекинат со силна експлозија во штабот, што ја слушнав преку слушалката. Врските се прекинаа. Не знаев што се случи таму, но наредбата ми беше јасна. Време за чекање немаше.
Веднаш наредив тргнување, пошто тргајќи се упативме кон селото Соколовац, совладувајќи го со тешкотија преминот на калливото мучуриште од кракот на реката Илова. Броен непријател засилено настапуваше токму кон нас. Без размислување наредив мојот батаљон да ги завземе положбите во и околу Соколовац. При тоа на првата чета и наредив да ги завземе позициите на предниот рап од селото, додека останатите чети ги разместив во низот помеѓу куќите пред падината на селото. Борците молскавично реагираа. За миг ги запоседнаа одредените позиции. Паника не само што немаше, туку сите до еден дисциплинирано се подготвија за предстојниот нерамноправен судир. Во меѓувреме, кон нашите редови се придружија и некои борци од 14-та бригада, чии позиции биле пробиени и кои панично отстапуваа. Јас се придружив на првата чета, чии позиции беа најистурени и од нивното обстојување зависеше колку време ќе имаат останатите чети да се зацврстат на своите позиции. Беше очигледно дека непријателскиот налет овде не можевме да го сопреме. Во ова значително не попречува и борци од 14-та бригада, кои бегаа пред непријателските војници, па така се најдоа помеѓу нас и непријателот. Стана невидена мешаница од наши борци, кои отстапуваа и непријателски кои ги бркаа за да ги убијат. Поради ваквите околности, нашите пушкомитралисци и шмезеристи не може ефикасно да действуваат. Единствено ми преостануваше да наредам подготовка за борба гради в гради. Наредив ножовите да се стават на пушките и да се чека. Оние борци кои отстапуваа, веднаш ги прифаќавме во рововите, пошто повторно се вклучуваа во борбата. Меѓутоа, веднаш по нив стигнаа и непријателските војници кои влетаа во нашите ровови. Почна безмилосна борба гради в гради и меѓусебен колеш. Згорана се забележавме и приближување на непријателска коњаница, која веднаш се вклучи во борбата. Настана вистински пекол. Една сцена од тој масакар никогаш нема да ја заборавам. Еден германец налета во ровот на нашиот борец Даме, инаку мошне крупен човек. Само што скокна германецот, Даме го исправи бајонетот и германецот, без да падне на земја, се набоде директно на него. Даме не му дозволи на германецот да падне, туку наденат на бајонетот го префрли преку себе и така го тресна на земја. Потоа во истиот миг го извади бајонетот од телото на германецот, а потоа со кундакот удри по ногата на еден непријателски коњаник, кој мавајќи со сабја дотрча да го пресече Дамета, па откако и овој падна, со бајонетот го прободе и него. Сепак, ни ваквите херојства не беа доволни за да го сопрат налетот на многобројниот непријател, поради што наредив отстапување кон нашата главна позиција. Таму веќе чекаа подготвени останатите чети од мојот батаљон. Кога стигнавме дотаму, се огласија тешките минофрлачи и митрализите кои го збунија непријателот, запирајќи го за миг неговото напредување. Тој момент на забуна го искористивме и со првата чета, зголемена со борци од 14-та бригада која отстапуваше, извршивме демонстративен против напад над непријателското лево крило. Ова уште повеќе го збуни непријателот, што почна да се повлекува кон Гарешница и тоа токму кон она рамничарска долина, потекот на Илова, која представуваше, речиси, бришан простор. Нашиот противнапад го прекинавме и продолживме да действуваме против непријателот со тешките минофрлачи, кои во меѓувреме ги променија своите позиции, со што успеавме да ја разбиеме непријателската ударна група, која го предводеше пробивот. Меѓутоа, токму тогаш моравме да запреме со огнот, бидејќи командирот на минофрлачката чета ме извести дека им останале само уште 2 сандаци со тешки мини. На маршот кон Пожега, јас, како и обично, го јавав мојот конј Сивко, инаку многу паметно животно, кое еднаш веќе ми го спаси животот. По 4 или 5 километри одење, наеднаш мојот конј почна да ржи и да подзастанува.
Најпрво помислив дека на патот повторно има некоја мина, но во истиот миг од една височинка од југозападната страна на селото Лаповци ненадејно згрмеа непријателски митралези и тоа со таква жестина што паднав од конјот. Така паднат им наредив на борците да се засолнат. Митралезите безмилосно истураа смртоносен оган врз нашите позиции. Некако успеав да се довлечкам до една грмушка од каде ја разгледав ситуацијата. Имаше што да видам. Сите борци од баталјонот лежеа на земјата. Ретко кој од нив мрдаше и многу се уплашив поради тоа. Разочарано предпоставив дека баталјонот ми е десеткуван, па помислив дека во таков случај ни мојот живот не вреди повеќе. Дури помислив и на самоубиство, но ја отфрлив оваа идеја како кукавичка. Ако веќе требаше да загинам, подобро да загинам во борба отколку од самоубиство. Десно од мене видов еден ранет пушко-митралезец. Во мигот донесов одлука да го земам неговиот пушко-митралез и пукајки да се втурнам кон непријателот, па така да загинам. Тоа и го направив. Го зедов пушко-митралезот, станав и пукајки пред себе, јурнав кон непријателската позиција, викајки «Ура!». Ова го видоа моите борци и наеднаш многумина од нив за кои до пред малку мислев дека се мртви, скокнаа и смело ми се придружија во јуришот. Во тој миг сватив дека притаеноста на борците произлегува од нивното очекување нова наредба. Трчајки така и пукајки кон непријателот, наеднаш во левата нога почувствував болка. Сватив дека сум погоден. Сепак го продолжив јуришот, иако чизмата веќе почна да ми се полни со крв. Борбата беше жестока и траеше речиси 1 час. Победивме ние, а непријателската заседа беше обкружена и уништена. Славонска пожега. Пред зајди сонце нашата артилерија се огласи со полна жестина, а ние во групи внимателно се приближувавме до непријателската одбрамбена линија. Тогаш и непријателот се огласи со сите расположливи оружја. Без посебни тешкотии, успеавме да ги ликвидираме истурените групи пред нивната одбрамбена линија. Откако успеавме да ги запоседнеме нашите појдовни положби пред утрешниот пробив, некои наши единици успеа да се доближат дури на 30 до 50 метри од непријателот. Јас се засолнив за еден зид во една напуштена куќа и наредив да дојде одговорниот за радиоврска за да го известам штабот на бригадата за нашата позиција. Беше околу 21 часот. И гранати и куршуми летаа на сите страни. Во мигот кога се обидувавме да фатиме врска со штабот на бригадата, преку веќе развиениот слух за опасност, почувствував како една граната лета право кон куќата каде бевме засолнети. Додека им викнав на присутните веднаш да се фрлат на земја, гранатата експлодира крај нас со сета своја сила. Истиот миг почувствував остар бол во грбот и паднав на земја. Сепак не ја загубив свеста, иако бев сиот облеан во крв. Од останатите, само одговорниот за радиоврска беше потешко ранет во раката, додека другите беа неповредени. Веднаш дојдоа санитарците и на носила, лежејќи на стомакот, ме однесоа во дивизиската полска болница, која не беше многу оддалечена. Ме внесоа во една соба, која беше преполна со ранети борци кои гласно стенкаа. Дивизискиот лекар Пановски, откако разбра дека сум ранет, веднаш нареди да ме однесат во неговата соба. Таму ме свлекоа и ме положија мешечки на една маса, пошто лекарот со еден негов помошник почнаа да ги вадат парчињата од гранатата од мојот крвав грб. Бидејќи како осветлување имаа само газиена ламба, тие успеа да ги извадат само поголемите парчиња. Раните ми ги премачкаа со јод и ме преврзаа. Лекарот ми рече дека не е ништо страшно, но дека утредента на виделина ќе пригледа да нема останато уште некое парче. Се вратив на нашите позиции, чекајќи да се огласи ветената артилериска поддршка.
Воопшто не се сомневав во силното влијание на командантот Шаревски. Најпосле во прашање беше извршувањето на мощна тешка задача од страна на првата бригада, бидејќи во маршот на Загреб ние требаше да напредуваме на едни од најбранетите точки, односно железничката пруга и главниот пат од Белград кон Загреб. Над нас на небото се слушна бучење од авиони. Се израдував и си помислив дека штом и авионите ќе ни помогнат, полесно ќе го извршиме пробивот. Погледнав нагоре и видов 2 авиони. Меѓутоа, на наше големо изненадување, тоа беа непријателски авиони. Се упатија право кон нашите позиции и почнаа да не гаѓаат со митралези. Наредив да се пука по нив со пушки и пушко-митралези. Тогаш, веќе споменатиот смел борец Даме грабна еден тежок митралез, го стави врз грбот на еден борец и вртејќи се во правец на авионите пукаше во нив. Во авионите се пукаше од сите страни. Еден од нив почна да испушта црн чад, пошто ја напуштија битката и се упатија во правец кон Загреб. Пријатно бев изненаден кога видов дека авионите не предизвикаа никаква паника во нашите редови. Напротив, борците веднаш се фрлија на земја, а многумина од нив, лежејќи на грб, пукаа по нив. Откако состојбата малку стивна, наредив на 1/10, заедно со еден позајмен миночистач, да го проверат теренот да не е миниран и внимателно да го помине мостот. Потоа по нив помина уште 1/10, а на крајот и цел вод. Непријателот уште гаѓаше по мостот, но без успех. Мостот го преминав и јас, заедно со радистот. Од другата страна одбрав погодно заслониште веднаш крај еден бетонски пропуст. Му наредив на радистот да фати врска со штабот на бригадата за да ги известам за мостобранот. Во тој миг, една минофрлачка граната речиси нечујно долета од непријателските позиции и се зари во калта на само 1 метар од мене. За голема среќа, гранатата не експлодира. Се уплашив и веднаш се фрлив на земјата, а тоа го стори и радистот. Знаев дека многу често се случува, посебно кога се гаѓа од минофрлач, 2 гранати едно по друго да паднат речиси на исто место. Се префрливме во шанецот од другата страна на патот и во тие мигови на исчекување ми текна за сосема заборавеното пророштво од 1943 година. Сега, кога гранатата која падна крај мене не експлодира, бев сигурен дека сум ја избегнал и втората смртна опасност, исто како што претходно во целост се исполнија и останатите предскажувања на Десовецот. За храброста и третото ранување на командантот на првиот батаљон, Кирил Донски, уште во април 1945 година, известил и вестникот Нова Македонија преку својот дописник од фронтот. Во написот е даден опис на јуришот на македонските борци кон непријателските линии на фашистите кај селото Владовце. Во врска со ранувањето на Кирил Донски, во овој напис читаме: Како претходница тргна првиот батаљон во правец на село Владовце. Пред селото и во него беше непријателот кој требаше да се уништи. Кон 7 саатот батаљонот се разви во стрелци. Почна жестока борба. Фашистите бијаа со топови минофрлачи со митралези. Бојното поле се замагли од огнот на непријателското и нашето оружје. Жестока борба. Влечејќи се на колена настапуваа нашите борци по страшен огин кон непријателските позиции. Командантот на батаљонот, Кирил Донски, беше во првите редови. Ние уште посмело настапувавме и тогаш падна ранет командантот. Огнот не престана, ниту се намали, не запревме ни ние. Со нас до непријателските позиции дојде и командантот Донски. 100 метри течеше крв од неговата рана, дури во селото го преврза. Командант, херој. Тоа е Донски. По завршувањето на војната,
Кирил бил прекомандуван во Југословенското воено воздухопловство, по чија наредба бил назначен за заменик командант на Скопскиот воен аеродром. Незадоволен од политичката состојба во Македонија и од откажувањето на новата власт од македонците од Егејскиот и од Пиринскиот дел на Македонија, во 1946 година, Кирил заедно со група македонски офицери и граѓански лица основал илегална организација со цел борба за осамостојување и обединување на Македонија. На негов предлог организацијата го добила името Штаб. Истата 1946 година Кирил бил упатен на школување во воената воздухопловна академија во Панчево, за да се школува за воен пилот. Во меѓувреме, илегалната организација во која членувал била откриена, а низините членови уапсени. На почетокот од 1948 година бил уапсен и Кирил во воената воздухопловна академија во Панчево. Во врска со неговата дејност и апсење, останаа сеќавањата на Кирил Донски. Како заменик командант на Скопскиот воен аеродром во 1946 година, јас и неколкумина офицери македонци забележавме дека почнаа да ги демобилизираат офицерите македонци и на нивно место да доведуваат офицери кои потекнуваат од другите југословенски републики. Освен тоа, никој не го споменуваше прашањето за Егејскиот и за Пиринскиот дел на Македонија. Тоа кај нас предизвика незадоволство и револт, поради што формиравме тајна организација со крајна цел обединување на Македонија. Одржавме и неколку тајни состаноци. Главен иницијатор беше Ванчо Рибаречки, со кого живеев во ист стан. Потоа јас заминав во воената воздухопловна академија во Панчево, каде се школував за воен пилот. Една вечер, на почетокот од 1948 година, бев дежурен во објектот на академијата. Слушнав врева во трпезаријата каде јадеа питомците. Отидов да видам што е работата и видов како група питомци се расправа со тој што ја делеше храната. Ги прашав во што е проблемот, а питомците ми рекоа дека малку задоцниле со враќањето од градот, поради што задолжениот за вечерата не сакал да им даде да јадат. Му реков веднаш да ги послужи, а тој дрско ме одби. Повторно му реков, но тој пак ме одби, а откако и трет пат ме одби, му ја плесна в лице чинијата со јадење, пошто тој ги послужи питомците. Утредента бев повикан кај командантот на академијата. Влегов, го поздравив војнички и му реков: "Другар командант, знам зошто ме викате, но навистина немав друг избор, питомците беа гладни." Командантот ме прекина и ми рече: "Не те повикав поради инцидентот од вчера, туку поради друго. Добивме информација од Македонија дека си членувал во илегална македонска организација. Поради тоа те известувам дека имаме наредба да те уапсиме и да те спроведеме на судење во Македонија." Недолго потоа бев спроведен со лисици на рацете, следен од двајца стражари до железничката станица од каде тргнавме за Скопје. Веднаш откако влеговме во Македонија, возот направи пауза, а јас ги прашав стражарите дали може да излеземе накратко. Тие се согласија. Кога излегов од возот, клекнав и ја бакнав земјата. Еден од стражарите ми рече: "Ти навистина си непоправлив." Во Скопје, Кирил Донски и членовите на неговата организација биле судени од воениот суд на Југословенската народна армија, при што Кирил бил второобвинет. Во име на народот, воениот суд во Скопје по одржаниот главен претрес на 26 април 1948 година, врз основа на законот за кривични дела против народот и државата и врз основа на законот за воениот суд, ги прогласува за виновни обвинетите. Ванчовски Ванчо, рибаречки чиновник.
Кирил Донски, поручник на Југословенската армија. Димовски Илија, подпоручник на Југословенската армија. Наковски Наце, поручник на Југословенската армија. Божиновски Димитрија, механичар. Камчев Петар, чиновник. Настевски Тодор, водник на Југословенската армија. Виновни се затоа што обвинетите Ванчовски, Донски, Димовски, Наковски и Божиновски на почетокот на месец мај 1946 година, како припадници на Југословенската војска во тоа време, раководеле и биле членови на терористичко-шпионска и легална организација која ја именувале како штаб, чија задача била под маската на лажниот национализам, пропаганда и агитација да опфатат што е можно поголем број луѓе за да ги воведат во организацијата со цел да се одметнат и со помош на вооружена борба со поддршка на реакционите кругови од странство да создадат услови за надворешна интервенција со која ќе се загрози интегритетот на ФНРЈ и ќе се одвои Народна република Македонија со цел создавање на така наречена самостојна Македонија, која би ги опфатила и Егејска и Пиринска Македонија и како самостојна држава би била ставена под протекторат на англоамериканците. Обвинетиот Донски Кирил, поручник на Југословенската армија, роден 1923 година во Штип, од татко Милан и мајка Рајна, родена Самандова, неоженет, писмен, неосудуван, македонец, државјанин на ФНРЈ. Во Југословенската армија се вклучил во јули 1944 година, одликуван со медаља и орден за храброст. Виновен е затоа што со првообвинетиот Рибаречки го подготвил првиот илегален состанок што се одржал во мај 1946 година во куќата во која тие двајца заедно живееле. На тој состанок тој ги изложил целите на организацијата, за која дал предлог да се именува како штаб. При тоа учествувал во распределувањето функции на секретаријатот, прифаќајќи го предлогот тој да биде командант на штабот и секретар на војската, која функција требало да одговара на функцијата министер за војската во нивната организација. При тоа тој добил задача да собере информации за бројноста на единиците, офицерите и војниците на територијата на Република Македонија, како и да формира диверзантски единици, да ги вооружува и да раководи со истите во борбата за соборување на постоечкото уредување на државата. Воедно тој им давал задачи на останатите членови на организацијата и активно работел во истата се до ноември 1946 година, кога заминал на школување во военото воздухопловно училиште во Панчево. Сите членови на организацијата штаб која се залагала за обединета и независна Македонија биле осудени на затворски казни, додека првообвинетиот Ванчо Рибаречки бил осуден на смрт и бил стрелан. Кирил Донски, како второ обвинет, бил осуден на 18 месеци затвор и му бил одземен офицерскиот чин. Во изрекувањето на казната на Кирил Донски биле земени предвид сите негови заслуги за време на народно-ослободителната борба, а судијата на војниот суд, откако го прочитал неговото досие, рекол: гледајќи ги воените достигнувања и одликувања на командантот Кирил Донски, можам да констатирам дека нашата армија изгуби еден одличен иден генерал. Интересно е да се спомене дека многу години подоцна, преку свој соборец, Кирил случајно разбрал дека веднаш по завршувањето на војната бил предложен да биде прогласен за народен херој. Но во 1948 година, откако бил уапсен и осуден, постапката за негово прогласување била веднаш сопрена и случајот затворен.
Изгледа дека во заблуда биле оние луѓе кои мислеле дека туку така може да се скрши духот на македонските патриоти, кои крвареа за македонската самобитност. Веднаш по условното излегување од затвор, во есента 1949 година, Кирил се враќа во родниот град Штип, каде отпочнува со нова, овој пат мирновременска борба. Покрај тоа што бил осуден и лишен од офицерскиот чин, бил лишен и од граѓанските права. По излегувањето од затвор, местните власти, помеѓу кои имало и негови соборци, сакале да го прифатат и да му помогнат. Но тоа не им било дозволено поради пресудата. Единствено што можел под вакви околности било да отпочне со повторно градење на цивилна кариера, со тоа што на почеток ќе се вработи како обичен работник. Го примиле во фабриката метална во Штип. За кратко време успеал да реализира неколку важни рационализации во производствениот процес, а потоа и да конструира 2 нови земјоделски машини кои биле патентирани. Поради тоа бил назначен за раководител во конструктивно-развојното биро во фабриката. Во 1959 година се запишал на земјоделскиот факултет во Скопје. Како студент, во соработка со катедрата по механизација, патентирал неколку машини и уреди. Една од овие машини била универзалниот комбајн со летечки работен орган. Со овој пронајдок во 1962 година, Кирил Донски учествувал на меѓународната изложба за пронајдоци во Брисел, Белгија, Еурека, каде бил награден со златна медаља. Тоа е всушност првата златна медаља добиена во Македонија и Југославија од сферата на пронаоѓаштвото. Како резултат на овој значаен успех, добил понуди за работа од многу познати фабрики за производство на машини. Во следните неколку години, како конструктор, работел во неколку реномирани југословенски фирми во Белград, Пожаревац, Земун, Осијек, Нови Сад и Сомбор. Токму Сомбор бил судбоносниот град каде што ја запознал својата идна сопруга Ана Донска, родена Марашек, со која во 1965 година стапил во брак. Во бракот им се родиле 2 деца, Корнелија и Виктор Донски. Времето бргу поминувало, а Кирил творел неуморно. Во 1964 година, како соработник бил вклучен во соработката со Машинскиот институт при Српската академија за науки и уметности. Желбата за нови знаења и испуштеното формално образование во повоените години го натерале да се запише на постдипломски студии на Факултетот за технички науки во Нови Сад, каде по 2 години магистрирал. Во тоа време, како веќе познат и признаен пронаоѓач, бил интервјуиран од многубројни телевизии, радија и весници. Во едно интервју, дадено за Македонски весник, новинарот директно го прашал: "На Македонија и се потребни вакви стручњаци како вас. Дали планирате да се вратите во Македонија и да помогнете со своите знаења и искуство?" По поставувањето на ова прашање, нешто како да се скршило кај Кирил. Во тој миг, како вулкан, се пробудиле сите емоции кои веќе подолго време тлееле длабоко во него. Носталгија и желба да се врати и да помогне на својата родна земја. Да, ќе се вратам и ќе и помогнам на Македонија како што знам и умеам. Набргу по ова интервју во 1966 година се вратил во Штип и се вработил во проектантската куќа Мегапроект, која до тогаш претежно се занимавала со проектирање на стамбени и деловни објекти, како и со урбанистичко уредување.
Кирил тука воведува нова дејност, формира оделение за индустријски инженеринг и раководи со истото. Така, покрај останатите проекти, се изградени 2 фабрики со комплетни технологии, набавка и монтажа на опремата, пуштање во пробна работа и комплетна обука на вработените. Тоа се фабриката за рударска опрема ФРОД Пробиштип и фабриката за метална галантерија МГВ Виница. Кирил работниот век го завршува во новоформираниот економски факултет при УКИМ во Штип, каде се вработува и раководи со оделението за научно-истражувачка дејност. Како човек кој во животот гледал само напред, тука изготвува елаборати за технички и технолошки развој за неколку штипски фирми, а од тие позначајно е реализирањето на погонот за производство и субституција на резервни делови во МК Астибо во Штип, кој подоцна стана посебна организација во склопот на оваа фабрика под името Технотекс. Тој во заедничка соработка со економскиот факултет со мегапроект реализираше уште неколку проекти, од кои позначајна е изградбата на современа пекара во Берово. Кирил е избран за професор по предметите општа технологија и методи во научно-истражувачката работа. Како универзитетски професор заминал во пензија во 1987 година. За време на својата научно-истражувачка работа патентирал преку 40 пронајдоци и технички унапредувања за кои добил бројни награди и признанија. Исто така активно учествувал во активностите за омасовување на иновацијското творештво во Македонија и надвор од неа. Како веќе докажан организатор, извршувал повеќе функции. И тоа: член на извршен одбор на СПАТУ на СФРЈ од 1954 до 1966 година во 3 мандати по 4 години. Еден од основачите и прв секретар на Сојузот на пронаоѓачи и автори на технички унапредувања СПАТУ на Македонија од 1959 до 1963 година. Иницијатор за организирање на републичка изложба за иновации формирана 1981 година во Скопје, Скопски саем, каде што учествувал во организацијата на изложбата Макинова како организационен раководител во следните 8 години. Секретар на електромашинскиот клуб во Народна техника Штип. Управник на спортски аеродром Сушево Штип. Председател на Народна техника Штип од 1984 до 1988 година. Како истакнат пронаоѓач и иноватор, службено престојувал во повеќе држави, помеѓу кои Јапонија, Советскиот сојуз, Соединетите американски држави, Кувајт, Сирија и други земји. Од многобројните иновации и пронајдоци на Кирил може да се издвојат неколку поспецифични. За некои од нив се поврзани и интересни случки. Фотокопир машина, која веднаш била откупена од тогашната Југословенска народна армија. Универзален комбајн со летечки работен орган, за кој добил златна медаља во Брисел. Тропски оранжерии, кои работат на принцип на затемнување и осветлување, во зависност од интензитетот на сончевото зрачење. За развој и изградба на прототипот за оваа иновација бил изработен посебен тест полигон во близина на Штип. Оваа иновација и по неколку децении е се уште актуелна. Можеби една од најинтересните случки во неговиот живот е поврзана со неговиот пронајдок гранулатор. Со помош на оваа машина, со специјална обработка, песокот се претвора во плодна почва. За решавање на овој проблем биле заинтересирани голем број држави, а особено арапските земји, кои не прашувале за цена. Овој пронајдок на Кирил побудил огромен интерес при неговиот престој во Кувајт, во тоа време една од најбогатите земји во светот. Имајќи во предвид дека Кувајт е претежно пустинска земја, тамошните власти сакале да го задржат Кирил по секоја цена, само за да остане таму и да го реализира својот пронајдок. Му понудиле буквално се што ќе посака.
На еден од состаноците му рекле: "Се што ќе ви биде потребно за изработка на машината, ние ќе ви овозможиме. Кога ќе ја изработите, ќе ја ставиме на вага и ќе ја измериме колку тежи. Колку килограми ќе тежи машината, ние толку килограми ќе ти платиме во злато." Кирил не сакал да остане таму, бидејќи претходно му било ветено од страна на државните власти дека тие ќе ги поддржат неговите пронајдоци на секој може начин, особено финансиски, само за да остане во Македонија. Кувајчаните, гледајќи со кого си имаат работа и мислејќи дека можеби подоцна ќе се предомисли, му подариле дијамант со поприлична големина. Кирил демонстративно го одбил овој подарок. Јапонија, уништена и технолошки уназадена по завршувањето на Втората светска војна, во годините што предстојат забрзано инвестирала во иновации и развојни технологии. Токму заради еден од своите пронајдоци, Кирил бил повикан во Јапонија. Во една прилика, шетајки низ улиците на Токио, гледајки ги возилата кои минувале покрај него, Кирил забележал неколку мерцедеси. Имајќи предвид дека тогаш ретко се гледале европски коли во Јапонија, помалку на шега го прашал својот преведувач, инаку јапонец: "Овие мерцедеси сигурно ги возат директори на некои големи компании." На тоа јапонецот сериозно му одговорил: "Во Јапонија, ако видите некој да вози мерцедес или некој друг полуксузен автомобил, тој сигурно е иноватор." Кирил многу се изненадил на овој факт и брзо сватил дека јапонскиот менталитет е многу поразличен од нашиот. Иноваторите и пронаоѓачите биле особено почитувани и наградувани во општеството, бидејќи со своите иновации придонесувале за брз развој на економијата и државата. Следниот ден бил договорен состанок поврзан со пронајдокот на Кирил. На овој состанок присуствувале повеќемина представници на неколку поголеми јапонски фирми. Тие, видно заинтересирани за пронајдокот, помеѓу другите технички прашања, го прашале колку луѓе работеле на развојот на овој пронајдок. Кирил им одговорил дека тој е единствениот што го смислил пронајдокот и го направил прототипот. Јапонците збунето почнале да разговараат помеѓу себе, гледајќи кон Кирил со недоверба. Откако Кирил го прашал преведувачот што се случува, тој му одговорил дека тие не му веруваат дека самостојно смислил и изработил се. Видете, во Јапонија секогаш се работи тимски. Еден тим од машината ќе смисли еден иноватор, друг дел друг, трет дел трет и така натака. Затоа тука секогаш автори на иновации или пронајдоци се неколку луѓе. Затоа не ви веруваат. Кирил се замислил и откако сватил дека може да го сметаат за несериозен, им рекол дека всушност тој ја смислил идејата, но на реализацијата работеле повеќе луѓе. На тој начин присутните се смириле и продолжиле да дискутираат и да се договараат. По неколку одржани состаноци, една голема јапонска компанија на Кирил му понудила да остане таму и да помогне неговиот пронајдок масовно да се произведува. Кирил тоа го одбил, бидејќи мислел дека е подобро да се произведува во Македонија, а потоа како финален производ да се продава во Јапонија. Кога преведувачот го слушнал како ладнокрвно ја одбива понудата, зачудено го прашал дали е свесен што одбил. Кирил му рекол дека тоа не е ниту важно. На што преведувачот му рекол: "Слушај, дали го гледаш оној рид пред нас? Да им кажеше дека сакаш да ти изградат куќа на врвот од тој рид, тие тоа без размислување ќе го направеа. Да не зборуваме за голема плата, наградни бонуси и сите други поволности што ќе ги добиеш." Дончо Јорданов, личен пријател и долгогодишен соработник на Кирил Донски, се сеќава и раскажува. Со Киро бев на моето прво патување во странство во Милано, Италија. Целта на патувањето беше да погледаме една опрема за производство на дробечки тела, кугли во рударството.
Тоа беше ресорот на Киро, а тој ме поведи и мене бидејќи сакаше кога ќе одлучува за набавката да се консултира со некој машински инженер во кој има доверба дека искрено ќе каже што мисли за виденото. Кога ја погледнавме машината која беше основа на процесот на производството, таа никако не можеше континуирано да работи. Образложението беше дека напојувањето со електрична енергија тука не е адекватно и слично. На Киро и на мене ни беше јасно дека нема да ја набавиме оваа машина, но Киро им рече на производителите дека ќе донесе одлука кога ќе се вратиме дома. Кога го напуштивме хотелот, на рецепцијата отидовме да си ја платиме сметката, рецепционерот ни кажа дека истата е платена. Киро прво не го разбра што му кажува, а откако свати што се случува, толку револтирано му се обрати што сите присутни се загледаа во нас. Ке ја парафразирам таа реплика која се однесуваше дека ние сме на службен пат и дека нашата држава ни овозможува сами да си ги плаќаме сметките и никој не може така да не подценува. Рецепционерот погледна во нашиот домакин од Италија, кој будно ја следеше целата состојба и кога ја виде реакцијата на Киро, му даде знак да ги земе нашите пари. Пред да тргнеме кон аеродромот, Киро ми рече дека заборавил да ја купи подарок на сопругата. Отидовме во една јувелирница и тој одбра еден привезок, но му недостасуваа девизи и ме праша дали имам да му позајмам. Му дадов и на шега му реков да не беше толку горд патриот, сега ќе можеше со тие пари да купиш и плюс златен ланец. И се насмеав, а тој сваќајќи дека ја одобрувам неговата постапка, ми рече: така се подкупуваат некои наши кога одат во странство, а ние не сме како нив. Многу сум му благодарен за практичниот пример за непоткупливоста и честноста во работењето. Во 1992 година, како врв на успехот на неговото целокупно иноваторско творештво, го формира Регионалниот изложбен центар за иновации со седиште во Штип. Со помош на општествено-политичките организации во градот е добиен објектот на бившата кафеа на Џакарта, која се наоѓала во распадната состојба од негрижа на тогашните корисници. Добиениот објект, благодарение на Сдруженијето на иноватори од Штип, бил целосно реконструиран во 1988 година, во кој што потоа е формиран постојан изложбен центар на иновации. Овој постојан изложбен центар за иновации беше прва институција од ваков вид во Македонија. Во овој центар беа изложени преку 100 актуелни иновации од голем број на иноватори и фирми, претежно од Источна Македонија. Истиот представуваше спој помеѓу иноваторите и инвеститорите, односно своевидна берза на иновации, поврзана со стопанството. Во центарот се изложуваа иновации кои што според актуелноста ротираат на одреден временски период. Го посетуваа од најмлади до најстари. Во една прилика, Регионалниот изложбен центар беше посетен и од председателот на WIPO, светска организација за интелектуална собственост со седиште во Женева. Тој одржа состанок со раководството на центарот и го искажа своето отворено воодушевување од центарот, замислата и поставеноста на истиот. Регионалниот изложбен центар за иновации представуваше значајна едукативна компонента и кај најмладите. Ги гледаа изложените експонати и се интересираа за нив. Тоа ги мотивираше младите да размислуваат и да творат. Во склоп на Центарот за иновации се одржува и курсеви за млади конструктори, електроничари, радиоаматери и други. Во 1994 година, во просториите на Центарот, беше одржана 15-тата државна изложба на иновации Маки Нова, каде што беа изложени иновации од целата држава. Носителот на првото злато во Македонија од областа на иновациите и патентираните пронајдоци, прогласениот витез од Кралството Белгија, магистар Кирил Донски, во 82-та година од својот живот живее скромно во родниот Штип. Донски несомнено е легендата на македонското иноваторство. Со своите 40 оригинални пронајдоци од областа на механизацијата, машинството и електротехниката, тој во повеќе наврати е признаен во светот.
Тоа е кулминацијата на моето творештво, вели научникот во повозрасниот животен период, кога едноставно преку личен пример констатира дека биолошката возраст не представува пречка за константното творење и создавање на нови пронајдоци. Па ја мислам дека и кога легнам, се додека заспивам, практично се бавам со творештво. И сега не е касно да се активират многу пронајаѓачи и иноватори и рационализатори, кои практично се затаени, бидејќи немат поттик, немат интерес, а у случај да се поттикнат секако, секако ќе ми верувате на мојата возраст и зрелост, тврдам само у нашиот центар за иновации, што имаме неколку пронајдока интересни за стопанството, кога би се активирали и работника ќе бидат вработени. За жал, по 20 годишно функционирање во 2013 година, просторот во кој беше сместен регионалниот центар за иновации беше неправедно одземен, а центарот затворен. На барање на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, со судска одлука просторот беше одземен од Сдруженијето на пронаоѓачи и доделен на Универзитетот. Центарот беше затворен, а тоа придонесе да престанат и 60 годишните иноваторски активности. Во просторот каде што се наоѓаше Центарот за иновации, подоцна Универзитетот отвори ликовно студио. Во 1998 година Кирил Донски повторно учествувал на меѓународната изложба за пронајдоци во Брисел, Белгија, Еурека, каде бил награден со серебрена медаља за пронајдокот сонарен пасивен уред за ракетно заплашување на јата од штетни птици, кој го изработил заедно со Трајче Богатинов. Златната медаља не им била доделена само затоа што немале средства за изработка на прототип за својот пронајдок. Во 1997 година Кирил Донски го објавил своето капитално дело, книгата Подвизи за слава на Македонија. Во оваа уникатна книга, од која овде веќе пренесовме некои делови, детално се опишани настаните поврзани со неговото учество и учеството на македонската војска во народно-ослободителната борба. Како командант на првиот батаљон и учесник во првите борбени линии на фронтот, Кирил детално ги опишува борбите гради в гради со непријателот, како и размислувањата и емотивната состојба на самите македонски борци. Рецензенти на книгата се професор Трајко Донев, председател на Сдруженијето на борците во Штип, и професор доктор Ристо Дамјановски, генерал и прв министер за одбрана на Република Македонија. Како главен консултант при креирањето на ова дело, особен придонес дал генералот Тихомир Шаревски, кој како командант на првата бригада непосредно ги следел сите борбени операции во кои учествувал првиот батаљон од составот на неговата бригада. Книгата предизвика голем интерес во јавноста, поради што е објавено нејзино второ дополнително издание. За неговите досегашни воени и мирновременски заслуги, Кирил Донски е одликуван со Орден за храброст, Медал за храброст, раненички ленти, 4 на број, Орден за заслуги за народ со златен венец, Орден на трудот со златен венец, меѓународна златна медаља од Брисел, златна плакета Борис Кидрич, повелба на Спату на Југославија за најуспешен пронаоѓач на годината, како и со повеќе други плакети, награди, признанија и дипломи. Сепак, највисокото признание за својата повеќе децениска пронаоѓачка и творечка дејност Кирил Донски го доби во 1999 година. Таа година, на 26 ноември, од страна на Високата комисија за доделување ордени за заслуги од областа на пронаоѓаштвото, представувана од председателот на најголемата светска изложба на пронајдоци, истражувања и индустријски иновации Еурека, со седиште во Брисел, Белгија, а воедно и председател на Белгиската комора на пронаоѓачи, основана 1885 година, господинот Жозеф Лорио, на Кирил Донски
Донски му беше врачен орден за заслуги од областа на пронаоѓаштвото, при што му беше доделена и дипломата со која е прогласен за витез на пронаоѓаштвото. Орденот и дипломата му беа доделени од овластениот представник доктор Ѓорги Филипов на свечена седница одржана во Штип на 17 декември истата 1999 година. Овој орден бил воспоставен во 1954 година и до 1999 година го имаа добиено само околу 1600 пронаоѓачи од целиот свет. Со особено задоволство го истакна фактот што витезот Донски е првиот македонски пронајдувач кој учествувал на една интернационална изложба и тоа не било која, ами на Брисел Еурека, уште далечната 1962 со пронајдокот универзален комбајн со летечки работен орган, за што бил награден со златен медал. Од историски аспект наблюдувано, тоа е првиот златен медал што некој македонец го освоил на една меѓународна изложба на пронајдоци и како таков треба да се запише во засега ненапишаната техничка енциклопедија на Македонија. Високата комисија за ордени, во согласно со член 2 и член 3 од статутот на магистер Кирил Донски, му додели орден за заслуги во областа на пронаоѓаштвото во рангот витез во Брисел на 26.11.1999. Врачувањето ќе биде извршено во Штип на 17.12.1999. Од името на Високата комисија и незиниот канцелар, тоа ќе го извршам јас, доктор Ѓорги Филипов, витез официр на редот. Го повикувам господинот Донски да му биде добар.